Денеска ќе си продолжиме со онаа книга што ја започнавме од Стариот Завет, една од најмалите книги во целото Свето писмо, книгата на пророкот Агеј. Гледавме две пророштва изминатите 2 недели. Сега одиме на третото пророштво, кое Бог го искажа за израелците преку пророкот Агеј. Но да бидеме во контекст, секако реков дека е многу мала книга, ќе почнеме да читаме од почеток. И ајде сите заедно да ги отвориме нашите Библии на страна 943 и да ја прочитаме книгата на пророкот Агеј. Од првата глава ќе почнеме од почеток, па ќе завршиме до втората глава, заклучно со 19-тиот стих. И гледате, че не остане уште многу малку за следната недела. Значи страна 943. Книга на пророк Агеј. Во втората година на царот Дари, во 6-тиот месец, во првиот ден на месецот, Господовото слово дојде преку пророкот Агеј на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник. Вака зборува Господ над воинствата. Овој народ зборува: уште не е дојдено времето за да се изгради пак Господовиот дом. Затоа дојде Господовото слово преку пророкот Агеј, а вам ви е време да живеете во покриени кујки додека овој дом е разурнат. Затоа Господ над војските сега зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Сеете многу, собирате малку, јадете, а не сте сити, пиете, а не можете да се напоите, се облекувате, а не ви е топло. Трудбеникот ја заработува платата, а ја става во скината кожена торбичка за стрели. Господ над воинствата зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Отидете во гората, донесете дрва и подигнете го пак домот, тоа ќе ми биде мило и ќе се прославам, зборува Господ. Се надевавте на изобилство, а ете малку е. Што ќе донесете дома, јас ќе го дувнам. А зошто, говори Господ над војските? Затоа што мојот дом е разурнат. Додека секој од вас се грижи за својот дом, затоа небото се заклучи и не дава роса, а земјата не ги подава своите производи. Јас ја повикав сушата на земјата и погорите на житото и на виното, на маслото и на се што рајга земјата, на луѓето и на добитокот и на секој со мака добиен плод. А Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, врховен свештеник, и сиот останат народ ги послушаа гласот на Господа својот Бог и зборовите на пророкот Агеј, како посланик на Бога. И народот се исплаши од Господа. Тогаш Агеј, Господов гласник, пратен од Господа, му рече на народот: јас сум со вас, говори Господ. Господ го разбуди духот на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и духот на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник, и духот на сиот останат народ, да тие дојдоја и се зафатија со работа во домот на Господа над воинствата својот Бог. Тоа беше во 24-тиот ден на 6-тиот месец во втората година на царот Дари. Во 7-миот месец, во 21-тиот ден на месецот, дојде Господово слово преку пророкот Агеј. Рече им вака на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, свештенички поглавар, и на другиот народ: има ли уште некој меѓу вас кој го видел својот дом во неговата стара слава? А каков го гледате вие сега? Според оној, не е ли тоа како ништо во вашите очи? И така биди јунак, Зоровавеле. Слово е на Господа, биди јунак, Исусе, сине Јоседеков, главен свештенику. Биди јунак, народе на сета земја, на работа, зашто јас сум со вас, зборува Господ над воинствата. Поветувањето што ви го дадов вам, кога излеговте од Египет, мојот дух останува сред вас. Не бојте се, зашто Господ над војските зборува вака: за малку и јас ќе ги растерам небесата и земјата и морето и копното. Ќе ги стресам сите народи, за да дојде богатството на сите народи, и ќе го наполнам со слава овој дом, зборува Господ над воинствата. Златото е мое, среброто е мое, зборува Господ над воинствата. Славата на овој втор дом ќе биде поголема отколку на првиот. Слово е на Господа над војските и ќе му дадам мир
на ова место. Слово е на Господа над војските. Во 24-тиот ден на 9-тиот месец во втората година на царот Дари дојде Господовото слово преку пророкот Агеј. Господ над војските зборува вака: прашај ги свештениците што вели законот и речи. Кога некој би носел во скутот на својата облека осветено месо, или ако би се допрел со скутот до леп, до јадење, до вино, до масло или до каква и да е храна, дали тоа ќе стане свето? Свештениците одговорија: не. Агеј праша натаму: кога некој ќе се нечистува, допирајќи мртовец, ќе допре нешто од она, дали тоа ќе стане нечисто? Свештениците одговорија: ќе биде нечисто. Тогаш Агеј рече вака: таков и овој род, таков е овој народ пред мене, говори Господ. Такво е секое дело на нивните раце и се што принесуваат тука се е нечисто. А сега размислете во срцето, од денешниот ден за напред, пред да почне да се става камен на камен во Господовото светилиште, какви бевте. Му доајгавте на куп од 20 мери и беа само 10. И доајгавте на кацата за да зафатите 50 мери, а беа само 20. Го удрив со суша, со пламеница и со град секое дело на вашите раце. Но никој нема кај мене, говори Господ. Затоа внимавајте добро, од денешниот ден за напред, од 24-тиот ден на 9-тиот месец, кога почна да биде граден Господовиот храм. Внимавајте добро. Има ли уште семе во житницата? Ни виновата лоза, ни смоквата, ни калинката, ни маслината не даваа плод. Но од оној ден јас ќе ги благословувам нив. Нека е благословено Господовото слово. И сега само накратко да се подсетиме на претходните две недели, на претходните две пророштва, што ги прочитавме од првата и втората глава овдека до 10-тиот стих. И видовме дека Бог го повикува народот повторно да почне да го гради храмот. Народот, Божиот народ Израел, кога се врати од прогонство, започна да го гради разрушениот храм, но набрзо што направи? Набрзо се обесхрабри и прекина со изградбата. И тој прекин траел 18 години. А за тоа време, што правеле? Се свртеле кон себе, станале себични и наместо да го градат храмот на Господа, си го граделе своето лично царство. И тогаш доаѓа првата порака од Бог преку пророкот Агеј. И таа порака ги мотивира сите да се фатат за работа, да почнат повторно да работат и да го градат храмот. Дали и нас таа прва порака, еве после скоро месец ден од тогаш, не поттикна да го градиме Божиото царство? Да започнеме со градење или оние кои веќе почнале, застанале да продолжат да градат? Дали не поттикна на тоа? Тоа е прашање за секој од нас, лично прашање. Но овдека народот, гледаме и после тоа што почнал да гради, повторно се обесхрабрува. Видовме дека оние кои биле постари, кои го виделе првиот храм, оној што Соломон го изгради во целата своја слава, и кога почнале да го градат овој вториот, виделе дека овој втор храм е многу помал. Рековме 4 пати помал од првиот. И тие почнале да плачат. Тоа го видовме во Езра, книгата Езра. Почнале да плачат заради тоа што тој бил мал, во нивните очи не изгледал, ама бил буквално како ништо. А за разлика од нив, па помладите се радувале затоа што го направиле и сега не се знаело во Езра вели кој плаче, а кој се радува. Сето тоа било измешано. И тоаш доаѓа втората порака од Бог преку Агеј, каде што Бог им вели: не гледајте на минатото. Тоа не е важно. Гледајте на сегашноста и тоа е она што е важно, тоа е она што Бог е тогаш со нив. Бог е и тогаш со нив, не бил само во минатото. И дека тој ќе ги води во изградбата на тој втор храм. И тоа е она што треба да ги охрабри во тоа време. Значи Бог од минатото ги враќа во сегашноста
и тогаш им дава надеж и за иднината. Истото го прави и со нас. Не гледајте што било, гледајте денеска, јас сум сега овде и со вас и ви ветувам светла иднина. Значи, зборува за вечноста тука Бог. Бог им ветува дека тоа што го прават, иако изгледа мало и беззначајно, сепак ќе ја видат славата во иднина еден ден. И дека тогаш кога ќе се стресе, се ќе се стресе, ќе остане само она што е вечно. И ние не треба да се враќаме во минатото. И да анализираме како било тогаш, па тогаш вака се живееше, беше вака, беше онака. И врз база на тоа, да почнеме да ги мериме сегашните наши работи. Врз база на минатото, врз таа анализа, да мериме што ова го правиме денес. Дали е мало или е големо. И да речеме, ова е ништо. Бидејќи Бог не е Бог на минатото, тој е Бог на вечност. И тој и денес, и сега, и во овој момент е тука. Тој не е останал таму некогаш во минатото пред не знам колку години. Не е таму. Тој е овде помеѓу нас. И денес ќе биде со своите, а ќе биде и вечно со своите. Со оние што градат за него, со оние што служат и што работат за Божиото царство. Значи Бог вечно ќе биде со своите. И сега што се случува понатаму? 2 месеци после втората порака, поточно 18 декември 520 година пред Христа, доаѓа и третата порака од Бог преку пророкот Агај. Гледате, имаме точни датуми. Овдека се запишани како во 24-тиот ден на 9-тиот месец. Меѓутоа, ако се пресмета со наше време, доаѓа 18 декември 520 година пред нашата ера, пред Христа. Гледате колку Бог е прецизен. Дали ние сме прецизни? Дали ние го цениме времето? Бог секогаш го цени, ама ние често касниме. И сега рековме иди третата порака преку Агај, ајде да прочитаме. Втора глава, ќе почнеме од 10 до 14 стих. Во 24-тиот ден на 9-тиот месец во втората година на царот Дарий дојде Господовото слово преку пророкот Агај. Господ над војските зборува вака: прашај ги свештениците што вели законот и речи. Кога некој би носел во скутот на својата облека осветено месо, или ако би се допрел со скутот до леб, до јадење, до вино, до масло или до каква и да е храна, дали тоа ќе стане свето? Свештениците одговорија: не. Агај праша натаму: кога некој ќе се нечистува, допирајќи мртовец, ќе допре нешто од она, дали тоа ќе стане нечисто? Свештениците одговорија: ќе биде нечисто. Тогаш Агај рече вака: таков е и овој род, таков и овој народ пред мене, говори Господ. Такво е секое дело на нивните раце и се што принесуваат тука, се е нечисто. Она што е интересно, кога израелците, рековме, се вратиле од прогонство, а биле околу 50.000 тогаш. Тие подигнале, најпрво што направиле, подигнале жртвеник, врз кого принесувале жртви на Бог, и за тоа пишува во книгата Ездра. Прочитајте, ќе видите. Значи народот и понатаму продолжил да ги извршува своите религиозни должности. Но што е чудно во сето тоа? Не е ова лошо што го прави. Но чудно е дека народот бил непослушен во однос на изградбата на храмот, непослушен на Бог. Бог сакал да му изградат храм и така да го прослават Бог. Но неговата непослушност била таа што народот не градел, прекинал со градбата, а продолжил да принесува жртви. Значи Бог сакал да го изградат храмот и неговата присутност да биде помеѓу нив. А тие го запоставиле тоа што Бог го барал од нив. Но си останале религиозни и си продолжиле со принесување на жртвите. И тоа е таа интересна ситуација. Мислеле дека е во ред да не го градат храмот за Бога,
и дека е доволно понекогаш да принесат жртва и тоа е тоа. Биле религиозни, но не и посветени на Бог. Ги извршувале религиозните должности, но го занемарувале Бог. Зарем ова го нема и денес? Правиме некои работи, но далеку од срцето ни е Бог. И ова е страшно. Ова е пострашно од тоа кога некој ќе рече, јас повеќе не верувам во Бог. Да, тоа е страшно. Страшно е за душата. Ама барем е искрено. Колку и да е страшно. Барем е искрен тој човек. Јас повеќе не верувам. Колку и да е страшно за душата, искрено. Но кога некој ги занемарува Бог и неговите заповеди, а извршува религиозни обреди и должности, тоа е многу пострашно. Тоа го правил овој народ. Тоа е лицемерно. Зарем тоа го нема денес? Кога за ова зборуваме, ние често напаѓаме други. Па тие далеку се од срцето, а го исповедаат Бога со устите. Знаете, мислам на православните. Но овде зборува за својот народ. Бог. Зборува за нас. Зборува за нас. Во стиховите што ги прочитавме, Бог им поставува две прашања на свештениците. Тоа се луѓето што многу добро го познавале законот во тоа време. И првото прашање е ова, 12 стих. Кога некој би носел во скутот на својата облека осветено месо, или ако би се допрел со скутот до леб, до јадење, до вино, до масло или до каква и да е храна, дали тоа ќе стане свето? Свештениците одговорија не. И ова прашање се однесува на светоста. Нашиот Бог, Таткото, Синот и Светиот Дух е потполно свет Бог, вели Словото. И навистина е свет. Што значи е потполно одвоен, потполно поинаков, чист. Нема ништо со гревот. Потполно е одвоен од секој грев. И тој Бог сака и неговиот народ да биде како него. Свет и чист. Да нема ништо со гревот. Бидете свети, зашто јас сум свет. Апостолот Петар им зборува на христијаните. И го цитира тоа. 1 Петрово 1.16. Бидете свети, зашто јас сум свет. И тоа важи и за нас денес. И од нас се бара денес да бидеме свети, да бидеме одвоени, да бидеме чисти. Бог не се премислил. Тоа што важеше тогаш, важи и сега, ќе важи и во вечност. Бара да бидеме свети. Ништо што не е свето, ништо што е нечисто нема да влезе во Божјото царство. Суштината на прашањето што Бог го постави преку Агај е дали светоста е пренослива. Кога ќе дојдеме во контакт со неа. Дали тоа се шири. Дали кога сме обкружени со свети луѓе, светоста ќе премине на нас. Дали светоста се шири. И свештениците, познавајќи го законот, одговорија точно. Не, рекоа. Не. И во 13 стих го имаме второто прашање. Агај праша натаму. Кога некој кој се онечистува допирајќи мртовец, ќе допре нешто од она, дали тоа ќе стане нечисто? Свештениците одговорија. Ќе биде нечисто. Значи овдека второто прашање. Овој пат Господ зборува за пренесувањето на нечистотијата сега. Дали нечистотијата може да се пренесе? Дали гревот може да се пренесе? И овде свештениците одговорија точно. Рекоа да, ќе стане нечисто. Светоста, осветеноста, чистотата не се преносливи кога ќе дојдеме во допир со нив. Но нечистотијата, гревот, неправедноста се преносливи кога ќе дојдеме во контакт со нив. Нечистотијата, гревот, злото се преносливи, драги мои, и заразни. Имаме пример, замете, два примери ќе кажам. Прости примери. Имајте во една кошница
неколку скапани јаболка. Ставете едно чисто. Дали другите ќе станат здрави? Не, и тоа ќе скапа. Или имате спротивно. Во некоја кошница повеќе здрави јаболка, ставете едно скапано, тие ќе станат скапани. Левата рака е валкана, измрсена с нешто, доприја десната. Дали левата ќе се очисти? Не, и десната ќе се извалка. Тоа е тоа. И потоа гледајте што иде. Стих 14. Тогаш Агеј рече вака: таков е и овој род, таков и овој народ пред мене, говори Господ. Такво е секое дело на нивните раце и се што принесуваат тука, се е нечисто. Овие луѓе, зборувавме претходно, околу 18 години, ја занемариле изградбата на храмот. И не им било важно што Бог очекува од нив. Но сето тоа време, тие си принесувале жртви, биле религиозни, си ги бркале тие обреди. Но живееле во грев. Живееле во грев, ама биле религиозни. Што Бог вели за ова? За луѓето што прават обреди, принесуваат жртви, а не се послушни на Бог. Еве ќе прочитаме повторно од Словото. 1 Самуилова, 15 глава, 22 стих. Дали му се на Господа помили палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Знај, послушноста е поскапоцена од најдобрата жртва, покорноста е подобра од овни. Значи, послушноста кон Бог е најскапоцена, најдобра и над се. Не жртвите. Послушноста кон Бог. Со други зборови, на Господ му е многу поважно да му бидеш послушен, да му бидам послушен во секојдневниот живот, отколку да бидам површно религиозен. Тоа е она што му е поважно на Господа. Да му бидеме послушни секој ден. Нашиот живот да сведочи за тоа. Се замислете ги овие луѓе. Тие мислеа дека нивната религиозност нешто значи, а Господ вели дека тоа, се што правеле тие 18 години, било нечисто. Било нечисто, се. И тоа тој не го прифатил. Замислете сега еден човек од тоа време, еден израелец, 18 години, принесува жртви, прави некои религиозни обреди, но не го интересира изградбата на Божиот храм. Ама постојано, одново и одново, си принесува жртви. Господ вели, јас ништо од тоа не прифатив, се е тоа нечисто. Замислете 18 фрлени години бдела. Се непотребно. Господ ништо не прифатил. Тоа е животот на една личност која е религиозна, ама не е послушна на Бог. Животот на личност на кого имотот, домот, семејството му се пред се. Му се пред Бог. На кого се му е побитно од изградбата на Божиото царство, од изградбата на Божиот храм. А Павле вели, вашето тело е храм на Светиот Дух. Тоа е таа личност. Ајде сега да ги видиме принципите за нас денес, да извадиме една поука од оваа книга. Стално велиме, па ние не сме тие израелци од тоа време. Но од оваа книга можеме да извлечеме многу поуки. Многу често, ние како верници, како луѓе, кои велиме дека веруваме во Бог, го занемаруваме Божиото дело. Ја занемаруваме изградбата на Божиот храм. Ја занемаруваме службата што Бог ни ја дал, го занемаруваме користењето на дарот што Бог ни го дал. Не сме му послушни, ама си задржуваме некои работи, некои религиозни активности и си мислиме дека тоа е она што не прави свети. Не прави свети, не прави чисти. И мислиме дека тоа е доволно. Но не е. Ниту една религиозна активност не прави свети
и не може да не направи свети. Ни доаѓањето во црква, ни дружењето со други верни луѓе, што се свети. Ниту површно обавување на некои работи, како што се, например, читање на Библијата од време на време. Молење. Ништо од ова не прави свети. Може би мислите дека ако правиме нешто од ова е доволно, но не е така. А од друга страна, па мислиме дека гревот не е заразен и тогаш поминуваме доста време блиску до гревот, до неправедноста, размислувајќи колку можам да се доближам до тој грев, а да не се изволкам, да не се изгорам, што велиме ние. До каде можам далеку да одам? Колку далеку можам да одам? И така поминуваме време на такви места, со такви луѓе и во такви ситуации, и после известно време тоа поминува и на нас. И тоа е она што не валка. Гревот е заразен и преносив. Има влијание на нас ако бидеме со грешни луѓе на грешни места и многу брзо и несвесно, без самите да бидеме свесни, ќе дојдеме во ситуација кога и ние ќе се извалкаме со тоа. Затоа внимателно, тоа е она што Господ не поучува преку овие стихови. И тогаш си живееме по наше и понекогаш ќе прочитаме, ќе се помолиме или кога одиме, кога не одиме во црква. Па ова е битно, ова не е битно. Сега одам, сега не одам. И си мислиме дека тоа ќе не направи свети. Ќе не направи чисти. А гревот нема да не изволка. И дека тоа не е ништо страшно. Но Бог го вели спротивното. Светоста не се пренесува кога сме блиску до незе. Но гревот, тој е заразен, тој се пренесува. И сите тие религиозни работи, активности се важни, се добри, сите се добри и важни, овие што ги спомнам. И се потребно. Доаѓањето редовно во црква. Многу е битно. Дружењето со христијаните, исто така. Читањето, молитвите, се тоа е многу важно. Но се тоа само по себе нема да не направи свети и прифатливи за Бог, ако нашето срце е во грев. Гледате разликата. Значи, бадија да доаѓаме ако срцето ни е во грев. А битно е доаѓањето, ама срцето да не биде чисто. Бадија ако срцето ни е во грев и е непослушно на Бог. Бог сака светост од нас. Но не светост што доаѓа од ритуали и од обреди, како што некогаш било. Туку светост што излегува од срцето, кој искрено верува и е послушно на Исус Христос. Таа светост е сака Бог. Тоа го бара Бог од нас. Оваа вистинска светост излегува од срце што го сака Исуса Христа. Во Ефес имало голема и важна црква. До нез имаме и напишано послание од апостол Павле. А помеѓу другото имаме и писмо кое самиот Исус Христос го изговорил да го запише во Откровението Јован. И знаете што вели Исус до таа црква во Ефес. Имаш се, имаш дела, се трудиш, работиш трпеливо. Лажните учители не можат да дојдат до тебе. Се имаш, ама едно немаш. Немаш љубов. Срцето ти оладело. Не ме сакаш повеќе како некогаш. Ја остави првата љубов, вели. И Исус ја повикува таа црква на враќање кон првата љубов. И вели, ако не се вратите, ќе го отстранам светилникот. Ќе заминам од вас. Нема да има повеќе црква. И знаете што се случило? Верувам, многумина од вас знаат. Црквата ја нема. Во Ефес, до денес. Исус Христос го отстрани светилникот, бидејќи немаше љубов. Љубовта оладе. Тоа го читаме Откровение, 2 глава, од 1 до 7 стих.
Од срцето кое го сака Христос и верува во Него, излегува светост, излегува послушност, излегува посветеност. Ако навистина го љубиме Исус Христос и ако нашето срце гори за Него, копне за Него, ќе излезе послушност, ќе излезе светост, ќе излезе чистота. Ако го љубам Исус Христос, ќе сакам да бидам како Него. Ќе сакам да бидам праведен, свет, добар, трпелив, милостив и секако Исус. Тоа е следење на Исус. И кога ќе го гледам Исус и неговата совршеност, мене тоа ќе ме мотивира да бидам како Него. Не да бегам, да се кријам од Него, да се плашам од луѓето по планини, не знам каде, или било каде. Туку да бидам меѓу луѓето и да бидам како Него. Да не го правам она што тие го прават, да не дозволам тие да влијаат на мене, туку јас да ги насочувам нив на вистинскиот и добар пат. Значи, Бог сака да бидеш свет како што Тој е свет. Бог сака да бидеш поинаков. Во старт пеевме еден псалм, псалм број 1, и сега јас ќе ги прочитам првите неколку стихови од него. Блажен е човекот кој не оди по светот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. Тој е како дрво засадено покрај водни потоци што донесува плод во свое време. Неговите лисија никогаш не венат. Се што прави, во се успева. Гледате кој е блажен. Оној што не оди во светот на нечестните, не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Таков е човекот кој го љуби Бога, кој размислува за Бог дење и ноќе. Тоа е света личност. Бог да ни помогне во нашите срца, да има копнеш, да бидеме свети како Него, да копнееме за Неговата светост. Да ни даде таков глад, таков копнеш, глад за Бог, а не да имаме површна религиозност. Да си вршиме обреди, си доаѓаме во црква, си седиме, си слушаме, ама срцето ни е далеку од Бога. И за крај ќе ги прочитаме стиховите од 15 до 19. А сега размислете во срцето од денешниот ден за напред. Пред да почне да се става камен на камен во Господовото светилиште, какви бевте. Му доаѓавте на куп од 20 мерија, беа само 10, и доаѓавте на кацата за да зафатите 50 мерија, беа само 20, го удрив со суша, со пламеница и со град секое дело на вашите раце, но никој нема кај мене, говори Господ. Затоа внимавајте добро, од денешниот ден за напред, од 24-тиот ден на 20-тиот месец, кога почна да биде граден Господовиот храм, внимавајте добро. Има ли уште семе во житницата? Ни виновата лоза, ни смоквата, ни калинката, ни маслината не дава плод. Но од оној ден, јас ќе ги благословувам нив. Значи, Господ овде ги подсетува на она што било во минатото, додека се уште не почнале да го градат храмот. Додека се уште живееле во своите себични животи, во површна религиозност. Бог им кажува, ако ова го пресметаме математички, повеќе од половината од жетвата и од се она што го работеле, било изгубено. Што му вели овде? 20 вели, доаѓавте на куп од 20 мерија, беа само 10. Значи половината го нема. Потоа му вели, доаѓавте до каца да заватите 50 мерија, беа само 20. Повеќе од половината нема. Нема 30. Математички само ако пресметаме, тоа го нема. Се затоа што биле себични, што живееле себични. Го читавме ова во првата глава, што беше последицата за таков живот. Која беше последица? Секојаш вели сте незадоволни. Работите немате, јадете а гладни сте, пиете а жедни сте. Тоа се последиците
од таа себичност, од изградбата на собственото царство, наместо на Божиото царство. И сега пак ги подсетува на тоа што било заради тој начин на живот. Но на крај им кажува да размислат, дали размислете добро, како ќе живеете сега, од овој ден натаму. Значи, откако продолжија да градат, како ќе живеете. Вели, имате добар почеток. Господ така им вели. Ама сега размислете. А иако тие почнаа да градат, што вели? Се уште нема. Нема жито, вино, смокви, калинки, маслинки. И сега градат, а уште нема, и сега размислуваат. Ама Бог што вели? Не се откажувајте. Ако плодовите на вашата послушност не се тука, наскоро ќе ги има. Јас ќе ги благословам. Од денеска натаму. И сега видовме, месецот точно ни кажува, декември е. Не може во моментот да родат калинките или смоквите. Почекајте, стрпете се. Ќе има, јас ќе ги благословам. Само вие продолжете да градите. Не откажувајте се. Што одма на почетокот не гледате плодови. Јас ќе ве благословам. Продолжите како што тргнавте, вели. И кога народот ќе му се врати на Бог со целото срце, се свртува од својот живот, од површната религиозност кон посветен живот и послушност. Кога ќе почнеш да градиш, да работиш за Божиото царство, иако на почетокот нема плод, Бог ветува благослов за иднина. Само трпение. Да не се откажуваме. Бог ќе ја благослови нашата работа за Него и ќе даде плод. И уште еднаш, драги мои, да ја оставиме површноста, да ја оставиме религиозноста, да го оставиме гревот што не валка, да ја оставиме себичноста, да живееме за себе и за нашето семејство и да се вратиме кон Господа. Оние кои се уште не го прифатиле Бога во своите срце, свртете се, барајте о Господа. Обратете се кон Бог. И Бог ќе ве благослови. Оние кои ги прифатиле, а кои застанале со изградбата на храмот, или се откажале од било кој причини, да се вратиме кон Господа со цело срце, да се вратиме на првата љубов и да му бидеме послушни на Исус Христос. Да живееме за оној што го даде животот за нас. Да живееме за Него, не за нас. И така да го прославиме Господ со целото наше срце. Амин. Да се молиме. Татко Небесен, се милостив Господе, Ти благодариме за Твоето Слово, за Словото што си ни го дал, да можеме да Те спознаваме, да ја спознаеме и Твојата воља, Господе. Ти благодариме што не поттикнуваш да градиме за Твоето царство, да не гледаме на минатото, туку и во оваа сегашност, во оваа реалност, да знаеме дека Ти си со нас и дека се што правиме изгледа големо во Твоите очи и Ти ќе го прославиш тоа. Да имаме трпение во нашата работа, да работиме, да не се обесхрабруваме, иако плодот се уште го нема. Знаеме ако останеме на Твојот пат, дека плодот Ти ќе го дадеш и ќе го благословиш. Те молам, Господе, благослови оваа заедница. Ти, Господе, зацврстуваја во незината вера, давај непоколеблива вера, цврстина, иако е Твоја воља и умножија да се спаси уште некоја душа. Тоа е целта на црквата, да проповеда за спасение на душата, да ги приведе луѓето кон Тебе. Ти благодариме, Господе, што си толку милостив, што ни овозможуваш да имаме и простор, каде ќе се собираме, каде ќе прославуваме Твоето име. Ти благодариме и за секој еден наш член овдека, за секој еден кој доаѓа, кој слуша. И Ти, Господе, благослови ги. Омекни ги срцата на секој еден, да бидат прифатливи, да прифајкаат, да впиваат од Твоето Слово.
И те молам, Господе, за оние кои не се со нас денес. Се молам за нив, благослови ги каде и да се. Благослови ги во сите нивни потфати, што и да прават. Те молам, Господи, за оние кои се болни. Ти утеши ги, ти смири ги и исцели ги, Господе. Знаеме дека ти си доктор над докторите и го можеш тоа. Се молам, Господе, за службите на секаде каде што денеска се проповеда Твоето Слово. Се молам за тие цркви. Ти, Господе, дај да се проповеда Твојата наука, да се проповеда вистинското Слово, да се проповеда вистината. И преку тоа и тие цркви да се осветуваат се повеќе и повеќе. Те молам и за оние кои мисионираат, за нивната служба. Ти води ги во тоа, Господе. Сите мисионери на секаде во светот. Се молам и за оние христијани кои се прогонети. Знаеме дека се уште го има тоа. Ти, Господе, заштитувај ги и запазувај ги. Се молам и за властите од нашата држава, од нашиот град. И нив, Господе, откри му се. Дај да носат одлуки кои се угодни на Тебе и ние да имаме еден мирен и благословен живот. Иако знаеме дека живееме во свет полн со неволја, но Ти ни го даваш Твојот мир. И во тој мир се оставаме и сега. Во името на Исуса Христа се молиме. Амин.